Последното истражување, ова кое што сега највеќе и е актуелно и за нас е актуелно, е спроведено помеѓу докторите кои што директно се вклучени во процесот на проектот плаќање по учинок. Нема да навлагам во делот на методологијата и како што е спроведено, меѓутоа на кратко само би кажал дека ние имаме база од преку 4000 имејли на доктори, ги имаме имејлите на сите 1700-1800 доктори кои што се вклучени во процесот на плаќање по учинок, точно се одвоени тие имејли од овие другите. Правиме случаен примерок на тие имејли и ги вклучуваме луѓето во процесот. Морам да кажам дека првите истражувања кога ги почнавме некаде во јануар месец минатата, уствари оваа година, одзивот на лекарите, мислам како да речем, беше окей, меѓутоа не беше толку добар како што е сега. Сега со последното истражување ние имаме фантастичен одзив. Значи кога ќе пратиме информација до лекарите, огромното мнозинство од тие кои што ја примиле информацијата по имејл не само што одговараат на прашањата, туку едноставно даваат коментари. Ние со ова истражување успеавме да собереме преку 80 страни пишани коментари на лекарите директно поврзани со проектот плаќање по учинок. Не требате да бидете научник за да кога ќе ги прочитате коментарите сватите дека ваквиот вид на реформа има направено целосен хаос во здравствениот систем. И тоа директно во државното здравство. Значи, од таа цел ние и го објавивме тој извештај да биде нецензуриран за да може да јавноста и самите лекари да се уверат колку е голем проблемот кој што е направен со ваквата реформа. И од таа гледна точка практично ние денеска се наоѓаме во позиција во која што сакаме отворено да дискутираме и да имаме различни искуства. Значи сакаме да ги чуеме меѓународните искуства. Ние не можеме веќе да си дозволиме да правиме реформи на предпоставки. Да речеме дека таа фаза сакаме да ја надминеме. Ние мораме да правиме реформи базирани на наука, на докази, на нешто што се случило некаде на друго место. И мораме да ги вклучиме лекарите во процесот. Само ќе пројдам низ резултатите. 95% од лекарите сметаат дека проектот плаќање не е фер и е неправеден во вреднување на трудот. Можете да коментирате вие дека не е 95. Ние сме дошле до сознание дека спрема нашето истражување, спрема нашиот систем и методологија, толкав е процентот. Сакаме некој да ни каже дека не е така. 88,4% од лекарите проценти сметаат дека проектот се одразува негативно врз тимската работа. Видете, кога го направивме ние ово истражување, јас не бев толку инволвиран во проблематиката плаќање по учинок. Меѓутоа, лекарите ни кажаа дека им се нарушува тимската работа. Гледате, медицината е тимска работа. Клиничката медицина е тимска работа. Ја не сум клинички доктор. Практично, јас сум завршен медицина, меѓутоа никогаш не сум работел во реалноста со пациенти. И сега, нели, тоа би беа и главните критики додека бев во министерството, ти никогаш не си работел со пациенти, како ти ќе не реформираш? Сега ги прашавме луѓе во што мислат и они ни кажуваат дека 88% сметат дека се нарушени меѓучовечките односи. Па тоа е катастрофална последица за еден здравствен систем. Тоа не може да остане неодговорено. Понатака, 71% од лекарите веруваат дека проектот непотребно го стимулира бројот на услуги. Видете, ова е, како да ви кажам, значи, ние денес како зборуваме за реформата плаќање по учинок, таа е реформа која што влие врз однесувањето на лекарите. Тоа е и суштината на една таква реформа. Со финансиски стимули, вие сакате да го промените однесувањето на одреден лекар кон посакувано однесување. Меѓутоа, вие кога ќе направите финансиски стимул со што го менувате односот кон непосакувано однесување, а односот се менува затоа што лекарот, како и секој друг човек, размислува економски, така, размислува логично и за многу кратко време ќе свати дека за да постигне учинок треба да генерира услуги. За да генерира услуги треба да ги вика пациентите за непотребни испитувања, анализи, диагноза. И тоа е факт. И нека каже некој дека не е. 61,4% сметаат дека проектот негативно се одразува врз пациентите. Гледайте, овој проект денеска во оваа форма во која што е спроведен не ги грижи лекарите, тој треба највише да ги грижи пациентите, затоа што практично врз нив ќе се одразат последиците. И еве го трудот кој што е објавен од мене и од колегата Касапинов во македонскиот журнал of Medical Science. Сега, генериравме 3 тези, популарни тези, и сакаме некој да ни ги оспори. Мислам, тоа е идејата нели на науката.
Пак ќе речам, ова се популарни тези, не се научни у смисла на тоа дека меѓутоа се популарни. Најголеми добитници од штрајкот на лекарите во државните здравствени установи се всушност приватните болници, а најголеми губитници ќе бидат државниот здравствен систем и пациентите кои се принудени на чекање и дополнителни трошоци. Тоа е теза број 1. Теза број 2. Одговорноста за штрајкот на работниците во Тојота не е кај работниците, туку е кај менаџерите. Акционерите се тие кои ќе барат одговорност од менаџментот, а не од работниците. Во државното здравство ние сме акционери сите. Може вода само? Теза број 3. Постоечката форма на проектот плаќање по учинок представува опозит на постоечка реформа дијагностички сродни групи и со самото тоа представува класична антиреформа. Додека ДРЖ ја стимулира тимската работа во клиничката медицина, плаќањето по учинок директно ги руши тимовите и форсира индивидуален учинок. Нека каже некој дека не е. Може Георги Тренковски може да каже дека не е така. Препораки. Нашиот труд завршува со препораки. Тие препораки, повторно ќе речам, се однесуваат на Министерството за здравство во насока да се направи нешто подобро. Прво, Министерството за здравство мора да иницира процес на изготвување на независен извештај, значи независен извештај, не Министерството да го направи, нека ангажира некој нека направи, кој ќе го сумира досегашното искуство од воведување на плаќање по учинок. Значи, нека кажат дека ова што е направено од нас не е така, сакаме да видиме како е. Второ, новиот процес директно да ги вклучи докторите преку професионалните асоциации. Че тие мора да бидат вклучени. Трето, да се дефинираат јасни и мерливи индикатори што е тоа што е успехот на овој проект. Како ние утре ќе кажеме дека оден проект успешен? Тоа веќе не може да пројде, како да ви кажам. Значи не можеме ние да си дозволиме да си правиме реформи и да не знаеме како ќе процениме дали некоја реформа е успешна или не е успешна. Денеска не знаеме како тоа ќе се процени. Ако целта е конкуренција помеѓу лекарите, тоа за мене како пациент воопшто не ми е важно. Не знам за вас како пациенти дали ви е важно. Мене како пациент ми е важно дали лекарот ќе ми ја понуди здравствената заштита на начин на кој што јас вистински сакам да бидам лекуван или да бидам задоволен од исходот на тоа лекување. Нормално предлагаме, значи повторно сакам да потенцирам, воопшто идејата не е да се бойкотира или да се негира било каков вид за реформа. Напротив, идејата е како да направиме успешен модел за плаќање по учинок во Македонија. Ќе завршам со ова денешен коментар во Дневник, не со цел да мислам Ставрич го поставам тука, меѓутоа со цел да ја покажам изјавата и ситуацијата во која што денеска ние се наоѓаме. Значи, Ставрич вика моделот за плаќање по остварување не може да остане таков без оглед како ќе заврши штрајкот. Ако овој модел остане како што е сега, огромен дел од лекарите ќе го напуштат јавното здравство. Мислам дека во делот на првиот дел од изјавата ќе се согласи и Љубиша и Симе од другиот синдикат, од Гранковиот синдикат, кои што исто сметаат дека нели моделот треба да се промени. Меѓутоа, да речеме дека тоа не е толку битно. Побитно е коментарот на медиумот, мене тоа ми е многу интересно. Вика Дејан Ставрич, председател на самостојниот синдикат на клинички центри, се закани дека голем број од државните лекари ќе побегнат од моделот за плата по остварување во приватното здравство, каде што пак нема плати без остварување. Че видите, ова е одличен пример на комерцијализација и економизација. Значи, приватните болници имаат за цел комерцијализација. Комерцијализацијата е приватна категорија која што има за цел да генерира профит. Економизацијата е сосема друга идеја која што се случува во јавното здравство. Ние сме ставени во ситуација, односно луѓето што работат во државните болници, како да успеат со ресурсите кои што ги имаат да постигнат оптимални резултати за своите пациенти. Ние немаме интерес да генерираме услуги затоа што не профитира болницата од нив. Ние со постоечкото треба да го постигнеме тоа што го имаме.